Речиси 7.000 работници останаа со празни џебови бидејќи фирмите не им ја исплатиле февруарската плата. Обврската не ја исполниле скоро 11% од компаниите. Дел од нив чекаат во собранието да се одблокира петтиот сет мерки. И додека работниците се уште не зеле пари за февруари, почнаа да течат роковите и за исплата на плата за март. Засега управата за јавни приходи им пратила само опомени. Директорката Лукаревска вели дека ќе имаат разбирање и толеранција за фирмите, но до кога не знаеше да каже. Исто така телефонски ќе бидат исконтактирани и веќе се контактираат за да се најде соодветно решение како би можело да ги изменаџираат своите долгови се до моментот на носење на финансиската поддршка. Толерансот за кој што барате и временски тајминг, секако дека ќе зависи од моментот кога во најскоро време би се донеле овие економски мерки, односно конкретно оваа финансиска поддршка за која што надлежност има управата за јавни приходи. И додека на компаниите ни оддалеку не им е подобрена финансиската состојба, а секојдневно се делат откази и се затвораат фирми, старите сметки стигаат за наплата. Ништо не е гратис. УЈП сега бара сите компании што лани зеле помош да ја вратат. Фирмите за овие мерки биле помогнати со 135 милиони евра. Сега ти имаат обврска да вратат 19,5 милиони евра или 14,5% од вкупно исплатената поддршка. Имаат обврска тоа да го сторат во месеците за кои земале помош, во април, мај, јуни или октомври, ноември и декември. Обврската е да вратат највисок износ до 50% од остварениот финансиски резултат за 2020 година. Износот од 50% од остварениот финансиски резултат пред оданочување за 2020 година, зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку искажаните приходи во даночниот биланс за обврзниците на данокот на добивка. За обврзниците на годишниот данок на вкупен приход, највисокиот износ за враќање е до износот од 50% од финансискиот резултат пред оданочување искажан во билансот на успех за 2020 година. Се уште трае и процесот на контроли и глоби за сите фирми кои изминатите месеци ја злоупотребија државната помош. Има газди кои добиле, а не исплатиле работници за 1, 2 или 3 месеци. Некои по опомените дадоа плата, за други пак има кривични пријави. Инаку од УЈП се задоволни од наплатата на даноците годинава. Вкупните даночни приходи од јануари заклучно со март биле поголеми за 3% во однос на планираните. Од нив раст има во наплатата на данокот на добивка од 1,76% и кај ДДВ од 4,7%, додека помалку приливи од минус 0,5% има кај данокот на личен доход.